Ако некој сака, ќе се уклучи подоцна. Здраво на сите. Најпрво да се представам, јас сум Ана Костовска. Таму во најавата пишуваше комесар за програма, тоа ми беше на функција по-дамна малку, сега веќе не толку активна и чекаме да дојде некој да ја превземе таа функција и да донесе свежа крв во Сојузот, ама ќе биде и тоа наскоро, се надевам. Денеска ќе разговараме на една тема која што е пред се сметам многу забавна за вас тука роверите. Тоа е роверската програма. За роверската програма ќе збориме за сето она што е направено, односно самата програма како една алатка, што правиме ние во Сојузот, како е тоа направено, кои се потребите на младите и како оваа програма ги задоволува нив. Се надевам дека сите ќе учествувате во оваа трибина, освен говорниците што сега ќе ги презентирам и вие ќе дадете својот допринос, за да може да добиеме еден инпут и да знаеме понатаму како да тераме. Сега сакам да го представам тимот што ќе биде дел од оваа трибина. Најпрво сакам да го представам Иван. Иван е водач во ПСИО, доста активен волонтер во Сојузот на извидници на Македонија. Тој повеќе ќе разговара, односно ќе каже еден осврт на програмата и што треба, односно што смета он дека треба да се направи во овој дел. Потоа го имаме Алекс. Алекс ни е волонтерот од Мировниот корпус, што веќе година и пол волонтира во Сојузот на извидници на Македонија. Он ќе даде малку повеќе осврт на што прави Сојузот во врска со роверската програма. И потоа ја имаме Јулијана Даскалов, член на Европскиот комитет, која што ќе поразговара малку повеќе за интернационалните активности и нивното значење како дел од роверската програма. Така да се надам дека ќе ви биде интересно во наредниот час, можеби час и половина, ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Вака, сега прво би сакала да прашам, гледам дека повеќето од вас тука немате уклучено камера. Кој од вас ја има видено и прочитано роверската програма? Ако можам ќе ви споделам сликиче да видите на што мислам. Тоа е од Дневник на еден ровер, односно Компас програмата, која што почна со изработка во 2014 година. Ајде да видам, лајкче, рачиња, нешто која има прочитано, која применува во својот одред. Добро. Гледам тука се уклучија 4 рачиња, од вкупно 24 participants. Добро. Тоа ни кажува нешто. Ајде малце ќе кажам за историјата на оваа роверска програма. Еве го Дарко се јави. За оваа роверска програма, значи почнавме со изработка некаде 2014 година, Сојузот на извидници на Македонија тогаш ја веќе од поодамна имаше препознаено потребата од креирање на алатка, односно програма, основна програма и програма за сите категории на извидници. 2013 се започна со анализа на потребите на младите, до 2014 веќе почна да се оформуваат тие алатки, односно тие книгички, односно програмата. Веќе во 2014 полека се дефинираше самата програма и се направија прирачниците. Ова пред малку што ви го покажав е токму програмата за ровери. И сега цело време вака ќе збориме денес ровери ова, ровери она, но што се роверите? Значи, ровери кај нас можеби сите ги мешаме малку и со категоријата на истражувачи, но според нашиот статут ровери се млади извидници на возраст од 18 години до 29 години. Сега, што е интересно кај оваа категорија, што е многу разновидна. Например, кај развигорците, знаеме, тоа се деца на возраст од 7 до 11 години кои што учат во основно училиште и слично. Тука кај роверите е многу поинаква приказната, пред се од личната улога на извидниците, значи тоа може да бидат студенти, може да бидат млади што не знаат што прават во животот, може да бидат тоа луѓе што се вработени,
луѓе со фамилија и слично. Значи, возраста на ровери е прилично голема, од 18 до 29 години, затоа и тие извидници се најразлични. Од друга страна, својата улога во извидници, односно во извидничките одреди, исто така многу захтевна. Значи, пред се роверите во одредите имаат поодговорна улога, односно се, да речеме, дел од раководството, се водачи, некои можеби немаат конкретна улога, ама помагаат како волонтери, така да оваа категорија е интересна. Пред се да се разгледа, да им се понуди програма која што ќе ги задоволи нивните потреби, бидејќи нивните потреби пред се се многу различни. Многу различни, но сепак имаат некои работи што верувам дека сите ги делат меѓу себе. Како една од главните работи сакам да ја споделам забавата, значи бидејќи имаме сите многу различни улоги и во извидници, и во приватниот живот, забавата ни е нешто што сакаме да го истакнеме. Тука со забава ја поврзувам авантурата, значи нешто да се прави што ќе биде, што ќе не предизвикува, што ќе ни причинува возбуда. Од друга страна, тука е помош личниот развој, односно да се надоградиме самите себе си како ровери. И третата работа е поддршка на одредите, сојузот и по-конкретно општеството, односно нашите заедници. Ова се се некои работи вака накратко околу тоа што се роверите и зашто се тие по-комплексна категорија, да речам, за која што треба многу да се направи. Од друга страна, тоа се луѓе, да бидеме реални, тоа се луѓето што водат извидништвото во Македонија. Значи тие се водачите, тие се големиот дел и началниците и слично. Така да тоа не е многу битна категорија, односно вие луѓето што сте тука сте многу битни, затоа е битно да се сите среќни, задоволни и да може да се и да бидете исполнети. Сега малце ќе се осврнам, кратко ќе биде уште 2 минути само, да се осврнам на самата програма што е изработена и што таа содржи. Но интересен е фактот што многу малку луѓе имаат прочитано. И ние кога ја правевме оваа програма, направивме една алатка која што можеби е користена повеќе од оние што првпат стануваат извидници, нови извиднички одреди и слично, што не знаат што се ровери, што не знаат што се извидници, па ајде ќе прочитаат нешто за да бидат поинформирани, да искусат таа авантура, но многу и не ја користат толку. Сега ќе ги кажам деловите од кои што е составена самата програма. Значи, програмата е составена од еден дел кој што се нарекува лични мисии, односно тоа се 6 полиња на развој, во кои што роверите се поттикнати пред се сами да делуваат и да реализираат некакви активности пред се за својот личен развој. Потоа имаме еден дел на годишен проект, односно секој ровер еднаш во годината треба да направи еден проект, таму ги има насоките како се прави тој проект, што како треба да направи, односно да изорганизира некаква активност која што ќе биде за други извидници или луѓе од надвор. После тоа го имаме настанот горе, кој што е настан за дискусија, споделување, мислење и унапредување уствари на оваа програма. Друг дел се интернационалните активности за кои што и Јулија потоа ќе разговара. Многу интересен дел кој што треба да биде присутен во извидништвото, односно во животот на секој ровер. И последниот дел се 12 модули, односно 12 авантуристички активности кои што роверот заедно со неговите пријатели од неговиот одред или од другите одреди има можност да направи некои авантуристички активности кои што се многу убаво опишани во самата програма. Значи, како еден продукт што го имаме, програмата изгледа многу добро. Од друга страна, тоа е првата ваква програма што има изготвено Сојузот на извидници на Македонија и како било што се прави за прв пат, секако може да има и некои недостатоци и е многу важно таа да се прилагодува. Значи, тоа е нешто што треба да се прави во училишните програми за работа на други организации, па и нашата извидничка програма и конкретно роверската програма. Значи, за да бидеме релевантни, за да може тоа да биде интересно и да ги задоволува потребите на сите, треба да се обновува таа програма. Сега веќе поминаа повеќе години, не ми текнува точно кога излезе програмата, кога се испечат, мислам дека беше околу 2016 година, ама тогаш се поминати доста години. Бидејќи велам 2014 се пишуваше, почна се пишува програмата, така да ја веќе 5 години кои што се поминати од креирањето на таа програма и еве сега
оваа трибина сакаме да не поттикне, да направиме нешто уште подобро, да се надогради оваа програма, да се промени. Така да се надам дека ова беше еден така малце поголем повед кој што на кој што ќе се надоврзат другите гости, така да уште веднаш ќе му дадам збор на Иван, да го каже своето мислење и како еден млад ровер што како може да се направи. Повели, Иван. Фала ти, Ана. Здраво на сите, јас сум Иван. Прим би почнал со прашањето па што сакаат да прават сите млади. Мислам дека многу е лесен одговорот тоа, дека сите си сакаат забава, си сакаат адреналински, авантуристички активности, нели, од типот на рафтинг, алпинизам, не знам, кампување, зиплайнинг и така натаму. Да се запознаат, нели, со нови луѓе, да се стекнат нови контакти и вештини, кај што истите би можеле да ги применат негде во иднина. Нетворкинг исто така, тоа што го спомнав, исто така, бидејќи ние сме извиниците само една огромна целина на луѓе со сличен начин на живот и размислување, потребно е да се овозможат вакви активности на роверите за да прошират перспективата и да научат и да разменат знаење и вештини. Би зборел сега за програмата за роверите, кај нас дека постои, дека постои у компасот, ама не е применета, не е добро формулирана. Роверите кај нас не ги има преголема бројка, но се доста активни и се моторат на одредите и они спроведуваат потребни работи, прават активности, работат логистички. Во странство роверската програма што ја спроведуваат е слично како работите што се прават кај нас. Пак до некој степен е до само иновацијата на роверите. Ние не сме веќе мали, веќе не сме развигорци. Потребни, ги имаме сите потребни алатки и би било кул да се реализира програмата и да се имплементира, но никој ништо не превзема за тоа. И тоа е малце даунсайдот на целата програма. Би можело да се воспостави некоја мрежа на ровери, односно да се направи некаков тим на ровери кои што ќе бидат тим на волонтери за сојсот. Исто така ќе се грижат за роверската програма на национално ниво, а не на локално или одредски, бидејќи некои одреди немаат многу ровери за почеток, немаат ни капацитет, ни услови да го спроведат тоа и нели истите ќе имплементираат за да можат и да учествуваат. Имам забележано во странство од некои други извидници дека нивните кампувања или хајкови со долги тури ги спроведуваат на повисоко ниво, како кај нас исто така беше реализирано авантура во природа, но штета не се нема повторно некој пак таков некој хајк. Има многу планински предели што не се искористени и би сакал да повеќе да се вклучиме некако ровери да иницијализираме нешто такво. Во некои земји исто така се практикуваат некои работилници, како на пример пионерството, што кај нас се уште нема најокей програма за тоа, бидејќи тоа е наменето само за ровери, бидејќи ние сме најспремените, најснажните. И по конкретен пример би дал за Белгија. Секој пат кога идат они на кампување, си градат буквално куќа, цела куќарка, кујна заедно со стражаници, буквално градат од се што можат да најдат и на крај они го растеруваат и така се одвива нивни еден камп. Супер би било исто така роверите да стекнат некои life skills, тоа би го дал како идеја, од типот на, не знам, механички вештини околу кола, мењање на гуми, не знам, проверка на улја, некои такви работи кои се потребни за возрастен човек. Исто така би спомнал некоја друга идеја, кај што има низ настани, низ програми, каде роверите патуваат некои 50 км со рамци и наоѓаат geocaches, тие се какви мали кутии, внатре има информации за нивната следна дестинација, има исто така supplies за таа екипа и е буквално авантура на нивниот живот и треба да се снајдат и да стигнат да ги поминат сите и така се одвива и исклучиво наменето за роверите, бидејќи е многу напорно и не е толку лесно за било кој. Би се упатил сега за не знам, за мути за ровери, би спомнал некои работи околу спонзорството, за нека сите некако ровери сакаме да шетаме. Ние обожаваме, ние сме тие години кога што сакаме да запознаваме нели нови луѓе, сакаме авантури, сакаме луди работи. И мутот и Ровервеј ни е едно од тие
омилените работи кои што сакаме да ги правиме, ама не секогаш највеќе не кочи е сумата или цената за тие настани. Би било cool да се направи некој fundraising activity, да се организира, кај што тоа би било спуштање на самата цена, каде би отишле тие што сакаат да идат на тоа, и кај што би работеле на некој си место за некоја работна рака, кај што може да ги заработат, да го заработат тој на доместок и ќе отиде тој на доместок сврши ќе заработат, ќе отиде кон намалување на самата цена. Не знам на нешто друго ако треба по-детално. Јас сега да прашам ага, што мислиш дека е она што недостасува во самата програма за таа да биде успешна или за да се реализираат овие работи што ти избораш? Што мислиш дека е она што ни фали? Ни фали, ја мислам, само иницијативност. Ни фали сите ровери малце да заедно да дојдеме и да почнеме да ги пременуваме работите што веќе се напишани и едноставно заедно да почнеме нешто да правиме, да почнеме од нула и ќе тргнеме и ќе видиме до кај ќе стигнеме. Да само треба да тргнеме. Се ни е дозволено, се имаме моментов. Да, се согласувам со тебе, Иван, потполно. И нешто за активностите што ги избореше, многу ми се допадна тоа што го кажа за 50 километри пешачење, наоѓање на некои кутии. Англиските извидници имаат еден дел од програмата што се вика Explorer Belt и што прават всушност тие на роверите им даваат тоа како 10-дневна програма, се реализира во некоја земја и се пријавуваат млади ровери што сакаат да учествуваат. И кога ќе дојде време за реализација, значи водачи ги носат на некоја дестинација, например 2012 година беа дојдени во Македонија 3 групи на ровери, на кои што им дадоа на секоја група по еден плик со пари и задачи. И они имаат 10 дена тука да шетаат низ цела Македонија, да исполнуваат одредени предизвици и задачи, и при тоа да ги користат само парите што им ги дале водачите. И сега имаше некои работи што требаше да се следат, например, каде смеат, каде не смеат да спијат, каков превоз може да користат, колку километри да испешачат, и тоа беше навистина многу интересно искуство за нив. Да, идеа по села, дури за некои работи, бидејќи јас им помагав во нивната авантура и онака кога ми ги кажува, не ми се веруваше, јас не сум ги сретнала тие работи во Македонија, они ги искусија. Така да беше баш забавно искуство, што да речеме би можеле и ние да го примениме. Може дури да почнеме и со нешто. Идеална идеја е тоа. Помало и во Македонија, па потоа и во странство да си идем, значи неколку групи на ровери со различни насоки и патеки кои што ќе извршуваат исти задачи, ама во различни предели од земјата. И мислам дека тоа баш интересно и забава и авантура што им треба на младите. Добро, фала ти многу, Иван, многу убави идеи кажа што мислам дека ќе може да ги примениме во идниот период. Само да видиме коментар од Александра, мислам дека Explorer Belt го имаат повеќето од сојузите во Европа, одлична идеја и за кај нас со оглед на тоа што поттикнува соработка меѓу сојузи. Да, одлична работа што може да ја примениме и кај нас. Во ред сега би сакала да и дадам збор на Јуле, односно пред да и дадам збор на Јуле, Срна ќе треба да пушти едно видео. Срна, се слушаме? Да, добро, ајде да уживаме во видеото, па потоа ќе ни се обрати Јуле.
Добро. Се надам уживате во видеото. Сега Јуле ќе продолжи со делот околу интернационалните активности и нивното значење за роверите. Па повели Јуле. Ана. Здраво на сите, многу ми е интересно дека зборувам практично како во празно, затоа што сите ги имате исклучена камерите. Значи не се плашете, идејата позади роверската програма е токму тоа, да се дружиме сите, да се запознаваме. Во најавата Ана кажа дека сум член на Европскиот скаутски комитет. Ова е мој втор мандат. Голема благодарност за Сојузот на извидници на Македонија што два пати ме поддржа во целата ова хајка против усталеноста и покажавме дека како Сојуз на извидници на Македонија навистина можеме на ниво на Европа да бидеме практично еднакви, да дадеме можност пред се на жените. Простите сега, тука за мажите малку ќе прилипам, ама поттикнување на нашите извиднички, дека можат и навистина треба да успеат на ниво на цела Европа да покажат дека Сојузот на извидници на Македонија има квалитетна програма и може да понуди квалитетен човек во Европа. Ќе се вратам сега назад. Она што го погледнавте е практично промотивно видео за меѓународниот настан кој е уникатен настан и е организиран од страна на светското движење извидничко. Значи, светскиот скаутски мут представува нешто како джембори, веројатно сте слушнале сите за джембори, со тоа што категоријата за да учествувате на мут е многу блиска до категоријата на ровери во програмата што има Сојузот на извидници на Македонија. Во излагањето на Ана слушнавте дека роверите, како подсетување, кај нас се од 18 до 29 години. Мутот представува меѓународен настан за категорија на извидници од 18 до 25 години. За жал, не постои нити во Европа, нити во светот некаков настан за оние што се над 25 години. Значи, крајната категорија за оние кои можат да учествуваат на овие меѓународни настани е 25. Ако сте над 25 години, нормално секогаш можете да се приклучите во еден дел од овие организации кои се вика ICT или International Service Team, кои ќе бидат волонтери да ги поддржат домакините во организација, како кај нас што се коначари на различни смени. Мутот во 2021 година беше закажан да биде од 19 јули до 29 јули. Тоа се цели 10 дена. Морам да ви кажам дека доколку сте заинтересирани да учествувате на мут, голема е шансата мутот да биде презакажан од 2021 во 2022. Се поради оваа криза која имаме во овој момент со вирусот COVID-19. И сега, наместо 21 година, ова ќе го знаеме по светската конференција која ќе се одржи во Тунис, исто беше закажана за август оваа година, е откажана од август оваа година за следната. И сите овие големи настани обично се гласаат од страна на сите членки на светското извидничко движење и токму целото тоа гласачко тело треба да одлучи дали мутот ќе остане или ќе се одложи за 2022. Мутот како настан е интересен за вас, затоа што тоа е собир на сите ровери од буквално целиот свет. Јас имав можност заедно со уште 5 девојки, веројатно Ана бевте 5 во Исланд, да. 5 девојки и едно момче. И едно момче, точно, да не заборавиме. Тоа се наши извидници, ровери, кои учествува на 15-тиот светски извиднички мут, кој се одржа во Исланд, во нивниот извиднички центар, во 2017 година. 15-тиот извиднички или роверски мут
се одржа на едно многу возбудливо место во близина на Рејкјавик. Јас имав можност да учествувам таму во меѓународниот тим на Светската скаутска организација и имам неколку фотографии кои сакам подоцна да ви ги покажам како поттикнување за вас. Следниот мут треба да биде во 2025 година и за локацијата во 2025 година ќе се одлучува на конференцијата во Тунис следната година. Што значи секој настан е на 4 години разлика, секој мут е на 4 години разлика и е идеална можност да се приклучите и вие. Иван спомена уште еден настан, а тоа е Roverway. Roverway е европски собир или европско джембори на вашата категорија ровери. Но овде треба да знаете дека е наменето само за извидници кои се доаѓаат од земјите членки на Светската скаутска организација од Европа. Последниот Roverway се одржа во Холандија во 2018 година и за жал ние немавме учесници тогаш. Се одржа од 23 јули до 2 август и она што треба да знаете за мутот е дека за Roverway-от, извинете, е дека тоа е настан за категорија извидници од 15 до 21 година. Значи сите вие кои сте сега присутни на вечерашниот видео повик и сте во категорија од 15 до 21 година, треба да знаете дека Roverway како таков се одржуваше на секои 2 години. Пред Холандија имавме можност да бидеме присутни со своји извидници, со една мини патрола во Франција во 2016 година на Roverway. Во 2020 година немаше Roverway и треба да знаете зошто. Roverway е многу интересен настан, но поради европското джембори беше одложен како таков и беше донесена одлука да прво заврши европското джембори кој е прво од таков карактер и потоа да се донесе одлука кога би можело да биде следен Roverway. Што значи, жалам, оние што немаа можност да присуствуваат на Roverway, може би ќе биде предоцно за тоа што ако сте во онаа категорија 15 до 21 година, а следниот Roverway може би ќе биде во 2024 година, нема да имате можност да бидете како учесници, но секогаш имате можност да бидете дел од целиот тој настан. И сега кога спомнувам, тука спомнав мут кој е организиран како голем настан за ровери од страна на Светската скаутска организација, Roverway како настан на европскиот регион, и спомнав джембори. Джемборито требаше да се одржи во Гдајнск, во Полска оваа година, во организација на националните извидници од Полска, Светската скаутска организација и Светската асоциација на женски водачи и женски извидници, или кратенките се ВОСАМ и ВАКС, веројатно сте ги слушнале досега. Но поради COVID-19 овој настан се одложува за следната година и ќе биде од 2 до 13 август 2021 година. Джемборито знаете дека е за категорија на извидници од 11 до 17 години, но поради тоа што оние што се оваа година 17 годишни, до година ќе бидат 18. Ние препорачавме да сите оние кои се оваа година 17 и сакаат да учествуваат на джемборито, ќе можат тоа да го направат до година, со тоа што за прв пат на еден таков европски настан ќе има посебен подкамп само за ровери со роверска програма. Па ако сте заинтересирани да одите во Гдајнск, во Полска следната година, можете тоа да го направите и сепак да бидете учесници. Ќе биде нешто како мини Roverway за време на джемборите.
И сега овие, може би сте ги слушнале, може би не сите овие кратенки мут, роверве, и јас кој ќе завршам со мојата презентација, сите линкови за кои зборувам, ќе ви ги оставам во четот и ќе може да знаете за што зборуваме. Една мала историја од светско ниво, која може би дел од вас, кои се приклучени вечерва на Повиков, не знаат. Едно нешто знам со сигурност дека знаете, а тоа е дека извидништвото започнува во 1907 година. Ама програмата за ровери почнува за време на Првата светска војна и како таква програма Роберт Баден-Пауел, кој е основач на извидништвото, ја препорачува како поддршка на сите позадински активности за поддршка на луѓето кои се наоѓаат зафатени од хоророт на Првата светска војна. Како термин ровер скаут за прв пат го воведува Роберт Баден-Пауел во неговиот магазин во 1918 година. Магазинот или списанието се вика The Boy Scout Headquarters и тоа се смета како година на основање на роверите. 2018 година, кога ние бевме на Ровервеј во Холандија, таа година беше точно 100 години од постоење на роверската програма и роверите во светот и беше одлична можност да се биде таму и да се забавуваме. Роверите настрана сега, сакам само да ви кажам дека доколку знам дека Иван спомена што со сите оние луѓе кои сакаат да патуваат, а немаат толку многу пари. Зошто тоа треба да го направат? Како тоа да го направат? Знаете, има и една многу интересен момент кој ви се нуди на сите вам кои сте над 18 години. А тоа е кандрштек. Предпоставам дека вие имате слушнато што е кандрштек. Кандрштек е едно место во Швајцарија, село е во Швајцарија кој се вика Кандрштек, каде што Роберт Баден-Пауел има за прв пат направено скаутски центар, извиднички центар. Тоа ви е нешто како ИЦО наш во Охрид, само на едно малку поголема површина и е единствениот меѓународен извиднички центар кој е управуван од Светската скаутска организација. Ние како Европски скаутски регион имаме можност да учествуваме подеднакво во управувачкото тело на Кандрштек. Зошто го спомнувам Кандрштек? Сега ќе ви отворам она што јас го гледам кај мене како екран, за да може да го погледнете и вие, за да ме пратите практично за што зборувам. Само бидете така, да се уклучам, односно да направам share screen. Нема да одземам уште многу долго време. Ова е Кандрштек и тука пишува вика The Permanent Mini Jamboree или тие викаат дека тука се случува джембори преку цела година. Сите оние кои сакаат да се приклучат како коначари, како волонтери, имаат можност да се пријават и да бидат дел од така наречени пинкис. Пинкис се затоа што носат розови униформи додека работат таму и еве ги како што можете да видите од целиот свет. Од кај нас, од Сојузот на извидници на Македонија, ние имавме можност пред неколку години една наша извидничка од Галеб да биде волонтер таму. Значи, вие можете да се пријавите да бидете волонтери на еден месец, на 3 месеци, 6 месеци, година дена. Сите работи кои ве интересираат за Кандрштек можете да ги најдете на овој линк кој подоцна јас ќе го споделам. Доколку сакате да бидете присутни на светските настани, меѓусветски извидници, ровери, да помагате, секогаш можете во Кандрштек да се пријавите. И сега што е она што јас ќе го споделам со вас? Ќе споделам
веб страницата, односно линкот до светскиот мут кој ќе биде во Ирска 2021 година. Сепак имајте предвид дека е можно да се одложи за една година. Исто така ќе споделам со вас она што се случуваше на Исланд како 15-ти светски мут, значи пред многу кратко време на кој имавме можности ние да бидеме присутни како Сојузна извиници на Македонија. Ќе споделам со вас исто така информација за Roverway од Холандија, за да можете да видите што било и како било. Она што е релевантно за вас, а тоа е Европското джембори во 2021. Ова е кемпсајтот или кампот виден од озгора, како изгледа, затоа што пољаците веќе имаат направено едно мини джембори кај нив да истестираат целата програма. Можете да прочитате многу информации. Јас ако седам и изборувам, веројатно ќе треба целиот повик вечерва да биде само да го слушате мојот глас и да слушате што се случува за роверите и програмата и меѓународните настани. А доколку сте заинтересирани, еве препорака дека јас навистина можам да одвојам време во следниот период за оние кои се заинтересирани да им представам што точно сегде може да отидат како извидници, ровери, волонтери на ниво на светот или Европа. Јас сега се задржувам повеќе на Европа. Многу е интересно дека се ова што го зборувам сега тука Ирска, Исланд, Франција, Холандија, но така се погодиле работите. Треба да знаете, например, дека пред Исланд во 2013 година мутот беше во Канада. Значи, имало мутови кои се одржували во Африка. Можност е огромна да отпатувате и да бидете меѓу вашите врсници од целиот свет. И нормално би било убаво да знаете дека Светската скаутска организација многу полага на зајакнување на младите возрастни, така се вика тоа. И има развиено еден приречник кој се вика приречник за Rover Scout Section. Ова ќе ви го пуштам исто во линк во четот кога ќе завршам со зборување, за да не ви одземам сега внимание. И тоа е еден приречник кој е креиран од Светската скаутска организација, кој може да ви помогне во обновување на роверската програма во Сојузот на извидници на Македонија. Тука точно пишува зошто е програмата битна, како таа треба да се модулира и од наша страна, како поддржувачи на сите членки организации, ви стоиме на располагање. Сега зборувам ви стоиме, затоа што како што гледате, јас, иако е оваа малку темно сива униформа и подсетува на униформата на Сојузот на извидници на Македонија, но ова е официјална униформа на Светската скаутска организација и јас се додека служам на Европскиот скаутски комитет, ќе ја носам оваа униформа и оваа виолетова марама. И кога кажувам ние, мислам ние на оние кои ги застапувам во овој момент пред вас. Постои еден посебен оддел во Светската скаутска организација кој се вика сервис модел, кој ви нуди можност да, доколку сакате да ја обновите роверската програма, да побарате секогаш поддршка од меѓународен тим кој ќе работи со вас, меѓународен тим кој ќе ви биде доделен волонтерски, не мора да го плаќате, не мора ништо, со кој ќе можете да разменувате мислење и ќе ви помогне во подобрување или во обновување на роверската програма. Знам дека Ана кажа дека Компас е супер, ама значи поминати се многу години и можеби е време да се направи една малку по-интересна, повозбудлива за новите генерации. Јас тука не можам многу да ви помогнам, затоа што јас бев ровер многу одамна. Веројатно 2 пати пута вашите години, но можам да ви помогнам со различни идеи и поддршка што може Сојузот на извидници на Македонија да го доби. И сега, уште еднаш би сакала само да
Само момент. Значи, јас издвоив неколку фотографии кои реков дека ќе ви ги покажам, таман сега ќе можете да ми го видите целиот скрин. Ама таман, нели, да видите како ми се подредени стварите. Океј, значи, ќе се вратам со стоп шер ќе направам овдека, ќе се вратам на главниот скрин додека ги извадам фотографиите. Дали има некој од вас прашање додека ви ги покажам финалните фотографии и да му дадам можност на Алекс покрај моево беседење да каже и он нешто. Ана, имаме некои прашања? Јас имам едно прашање, Јуля. Вака, бидејќи знаеме дека сите овие активности се навистина атрактивни, секој изведник сака да ги посети, но ајде вака да ни кажеш поконкретно зашто ние, тоест јас бев до вчера ровер, зашто роверите би требале да се посветат на штедење на пари и собирање на една сума, да речам, од минимум 500 евра за да отидат на ваков настан. Зашто се толку добри овие настани? Настаните се добри прво, затоа што представуваат уникатна можност да бидете помеѓу ваши врсници од цела Европа, а ако учествувате на светски настан, помеѓу ваши врсници од целиот свет. Извидници кои доаѓаат од различни земји во светот, тоа значи дека ги делите заедничките вредности. Не само животни вредности, него она што е многу битно. Кога би можеле вие да бидете заедно 15 дена со 4000 извидници како што се случува на Ровервеј? Има 4000 извидници од цела Европа и вие работите во подкампови на различни настани и активности со нив. Или на светскиот МУТ, замислете дека имате преку 15.000 луѓе кои се ваша возраст и со кои можете, како што вика Иван, сакаме да се забавуваме. Тоа ни е целта. Ама ние па од друга страна викаме повозрастни, викаме да, забавата, ама забавата треба да има и една конотација на учење, која вие сега не ја препознавате, затоа што сте дел од роверската програма. Роверската програма треба да биде многу забавна, многу примамлива. И сега, да, зошто треба да штедите и да издвоите пари за да отпатувате? Кога спомнавте што треба све да направи, роверите во светот, роверската програма, ќе видите подоцна од линковите, ако сакате, имате малку продолжен викенд, па можете да читате. Роверската програма се заснова пред се на служење на заедницата. Затоа е многу битна. Вие повеќе не служите на извидниците како такви, затоа што вие имате програма сами за вас и треба да служите на заедницата. Па така, например, Ровервеј, кој е направен и мутот на истиот принцип е направен, тоа се 2 недели. 2 недели заедно, што значи? Вие доаѓате на овие настани и ве поделуваат во патроли. Патролите не се составени од извидници ровери со кои вие сте дошле, напротив, него ве ставаат во патрола во која целта е да има од сите земји по еден представник. И ако патролата има 10-12 луѓе, тогаш треба да има од 12 различни земји. И вие имате една недела да поминете програма заедно со нив и се вика да служите на заедницата. Може би да изберете да поминете заедно 7 дена или 5 дена на планинарење. Во меѓувреме да офарбате ограда во некое училиште, како што се случуваше тоа на Ровервејот во Холандија. Може да ви дадат да косите. И сега некој ќе каже, па не дојдов ја овде, не платив 500 евра за да косам, ако сакав да косам, ќе отидам во Брајчино и ќе косев. Да, ама косењето таму не е само еве ви коса, па еве ви програма, туку ви викате да, еве ви коса, зошто треба да ја покосите тревата, ќе ме научите. Како да го држите српот. Мини надпревар помеѓу луѓето внатре. Почнувате да учите различни земји или различни карактери како размислуваат, затоа што многу ретко може, ако имате 500 евра и уплатите 500 евра во Грција на одмор, зборувам само, мислам,
Немојте да ме разберете погрешно. Вие одите, истекнувате искуство само лично за вас. И тоа е, значи ги плаќате парите, одите на одмор, седите на плажа, но кога ќе ги дадете парите на еден ваков меѓународен настан, се враќате дома побогати многу повеќе. Тоа ви е инвестиција во вашиот начин на растење и живење. Практично, вие со овие пари не ги фрлате, него ги инвестирате во вас. И сега, за да не должам многу, Алекс, извини што ти одземав време од твојата презентација. Ова е, Ана ќе се присети, во Исланд на светскиот муд. Ова е само еден сегмент. Јас имам многу фотографии кои сакав да ви ги прикажам, ама како што рекав, ние не сме вечерва персе само за меѓународни настани овде. Не сакам да ја узурпирам вечерта со податоци многу, но веруете, можам да ве мотивирам само да и да ви помогнам понекогаш со фандрейзинг настани, како идеално би можеле да собереме пари за одредена патрола да отпатува. И како што можете да видите, овде се луѓе кои се до 21 година, до 25 години, од 18 до 25 години, сите се полнолетни и е настан една забава, журка, навечер. Сега ќе ми кажете, да, ама каква е ова навечер кога е дење? Во периодот кога ние бевме, не се стемнуваше. И тоа е исто една од работите кои не можете туку така да ги доживеете ако отидете некаде само на одмор со парите кои ги имате. Океј, и сега би сакала нешто само да за вас да кажам. Многу е убаво кога ќе размислувате каде да отидете, на кој настан да отидете во светот, затоа што на светско ниво се нудат многу настани, особено за ровери. Секогаш гледате каде вие би сакале да отпатувате идеално. Тоа нека ви биде за прво. Затоа што ако можете да бирате дали сакам да одам во Полска или сакам да одам на Исланд. Знаете, не можете дома да ги сфорсирате вашите родители да кажете сакам на двете да одам. Седнете со вашата патрола и размислете каде сакате да се пријавите. Прашете го комесарот за меѓународна работа Јане Плавески, каде тој препорачува. Прашите го генералниот секретар на Сојуз на извиници на Македонија што тој мисли и какви има информации. Значи Владко секогаш може да ви одговори на мејл, на телефон, тука е. Ана била на многу настани. Значи беше на Исланд, на светскиот муд, беше претходно во Јапонија, на джемборито. Тоа се моменти кои сега знаете како викаме. Сите ние кои сакавме да отпатуваме таму, станувавме наутро во 5. Стануваме во 5 за да можеме да бидеме подготвени за кога ќе станат учесниците да биде се спремно, да биде спремна програмата, јадењето. Немавме време многу за одмор, ама тоа е единствениот начин на кој ние можеме да дадеме свој придонес. Кога кажувам сега ние, зборувам ние како возрастни. Еден ден и вие ќе дојдете таму, затоа искористете ги можностите кои се нудат и дадете се од себе да ја искористите токму можноста да бидете ровери и да учествувате на што е можно повеќе настани. Секој настан ќе го паметите не само цел живот, него ќе ви остави толку длабока трага за еден ден кога ќе се вработувате, кога ќе дојдете на работното место, ќе видите дека само заради тоа што сте поминале квалитетна извидничка програма, нема да ви биде проблем да соработувате со колегите. И се она што сега го прават фирмите како team building, ние природно го имаме направено во текот на целото наше извидничко живење. Ви благодарам многу на вниманието. Ана, ти ја префрлам топката и ви благодарам на поканата.
Фала, Јуле. Многу убави работи сподели со нас, се надам дека ќе ги инспирираат учесниците на оваа трибина да посакаат додат и да направат се за да можат да стигнат таму. Now I will present Alex. He will present one part of this forum. He will talk about what the Scout Association is doing now, and his part will be in English. I hope it's okay with everyone. So, Alex, let's go. You can start. Hey. Hi, everyone. It's great to see everyone again. All right, so I'm going to share my screen real quick. Give me 1 second. All right, can everyone see the presentation? Yes. Awesome. So what I'm going to talk today is how the association and Rovers can work together towards a better future for SIM, okay? I'm going to talk about some of the past activities that we did in the last 2 years, in 2018 and 2019, why we need help and why we should help out the association as Rovers, how we can help, and then how we can help you, okay? All right. Cool. So this is a pretty long list of the activities that we did. Notice in 2018, we did a lot. And then 2019, we did a lot, but they were more substantial. So the activities are based on projects in the program. Program meaning the statutes of the association. We have a couple that are key that we do every year. One of it is being Dion. And then the other one is being the Day of Scouts, okay? We have some other ones, but those two, including doing a good deed week, is also a third one. So these are the 3 programs that we have. But projects-wise, the projects are based on what the need of the association is. And so, for example, in 2018, we did a lot of international projects. For example, we did the SMOTRA. We also hosted the European Youth Academy here in Skopje. And also, we did a lot of growing the association. So we did a lot of going out to smaller communities to spread scouting. In 2019, we focused more on developing training and developing the association. And so you see a lot of training, a lot of activities for development of the association. And all of this is based on volunteers. And a lot of you guys volunteered for those positions. And so the activities, again, are based on the need of the association. But also the activities can not only be created by the association, but also created by Rovers. And with you working with the association, you can create what you think the association needs and developing projects and programs for the association, okay? All right, so why volunteer for SIM? You heard it from Juliana, you heard it from Ivan. Is 3 main key factors is experience, networking, and building a future for the country. Networking being the biggest, but mainly experience, because the main purpose earlier that you read for Rovers is the transition between adolescence and adulthood. And experience is one of the biggest things that you can get from volunteering for SIM, because scouting, again, is a safe place for you to try new things, and if you fail, it's okay. So scouting is a safe place to fail, and especially for Rovers, because you can practice communicating, you can practice administration practices like developing projects, you learn to work together, and you learn to implement workshops, projects, and programs. And there are opportunities for you to even present workshops to people of international backgrounds. Right? And so
So experience is a big thing because it's also something that people would look for when you are applying for jobs in the future. Especially most of you guys will be going to college or are already in college. Immediately after college, you'll look for a job, and the best way to fulfill those requirements of your job is through your experience. And what better way to get your experience than through scouting, right? The next thing is networking. Juliana talked about networking on an international level. Yvonne talked about networking amongst your peers, but there's also opportunities to network amongst your community as rovers. You'll be talking to local businesses, you'll be talking to local office holders, politicians to help hold events. And so that's your opportunity to develop those skills and to develop those networks that you need within your experience. And lastly is building a future for the country. Because as rovers, you not only will you be volunteering to support the rover program or the association, but you're providing a future for the youth, because you'll be working for them, even if it's just listening to them at an event. When you listen to a youth, you're not only listening to the youth, you're listening to the future of the country. So being a volunteer as a rover, you're not only giving back to developing yourself, but you're also developing the future of the country. So remember that when you volunteer, you're not only volunteering for the association, but you're volunteering for the country. Okay? So how can you volunteer? Firstly is to be assertive. Never miss an opportunity to get trained. Like Juliana stated earlier, investment. This is an investment into yourself, okay? So always never miss opportunity to get trained, never miss a opportunity to get more experience and to be out there, because when you're out there, we notice that you're trying to become a better person for yourself. And so, for example, if there's another organization that's providing training in your community, do the training, especially a lot of the diversity trainings out there, do the training. We will notice because organizations talk amongst each other. They'll be like, oh, hey, Alexandra participated in diversity training, and that person from SID is telling it to someone from SIM, and we will notice. We will know. Another thing is a scout is always helpful. Be very enthusiastic about helping, not only on a national level or not only on a local level, but on both levels. Okay, like when you do events, when you take charge of your community, we will notice, and we will notice your experience of what you can do for the association. So volunteer every opportunity you get. For example, again, we have Dion, we have trainings that you can volunteer for. And a lot of the volunteering, we do a call. We will send out a call for volunteers, and then we will choose you guys. But at the same time, you can still volunteer on your local level. And again, we hear things, we know things. Your chief of scout will talk about you. Your friends will talk about you, about what you do. And that will get us to notice who you are and what you can do for the association. So never miss an opportunity to volunteer. If your scout unit is doing a Scout League event, volunteer, take charge, we will notice, okay? And lastly, ask. We are always looking for help. We're looking for help with admin, we're looking for help with program development, we're looking for help with just even maybe moving into the new Scout office that is coming up in this year, hopefully. So always ask, okay? And be assertive, and we're here to help. So if you can, volunteer, because volunteering will definitely not only help the association, but it will also help you. Okay, thank you, Alex. Are you done? Yes. Okay, I want to ask you one question. Maybe it's a little bit out of topic of what you were saying, but can you
tell us something about the Eagle Scouts? And is that part of the rover program in the Boy Scouts of America? Can we somehow implement an award like that in Macedonian scouting, Macedonian rovering? Yeah, so actually Eagle Scout is all the way up until the age of 18. However, for rovers, we have another award. If you give me a second, I can Google it for you guys. No, it's okay. I was just thinking because I have seen it in many movies that they're talking about Eagle Scouts, like a big award for scouts, and it means like you are a really good man if you have that award. So I was thinking if we can do something like that in Macedonia, like some award that can be like that can help you in the future for getting a better job or something like that. So I was thinking maybe if you have some experience about that to share it with us. Yeah, so I think it's still called the Ranger Award. That's for rovers, and then Eagle Scout is for the Scout program. However, a lot of the Eagle Scouts, because they're such a small percentage, that's why it was so recognizable. But at the same time, even more recognizable is the Ranger Award. And the Ranger Award was achieved by a lot of rover scouts. It's about the same thing. It's about personal growth, and then also giving back to the community. That's the biggest thing. Is people want to see that you can do a project, that you can execute something for your community, that you can give back, and that you can lead. So I do recommend for that to be done in Macedonia, and inside the association is giving an award to not only personal development, learning about diversity, learning about international cultures, learning about personal development, and then on top of that, taking all that and then give it back to your community is something I really do recommend rovers to do and be recognized for that. Okay, thank you, Alex. I will now continue in Macedonian. Дички, ние вака ви објаснивме некои работи, ви раскажавме што како размислуваме, што е направено, да ве поттикнеме вас да бидете малку поактивни, да учествувате во најразлични активности. Сега би сакала да слушам од вас размислувања за тоа што е пред се она што го имаме како роверска програма, мислење, какво е моменталната состојба и што би можеле да направиме за да го подобриме овој дел. Така да може со кревање на раце тоа да го направиме. Срната, молам да ми помогнеш ако некој изостава, ми не видам дека крева рака. Викса! Викса, можеш... Викса крева! Добро, Викса, аплауз дамо. Ама се прифаќа. Добро, како да му... Кај се правиш? Се мислам дека можам сам да се пуштам, така? Добро, повели Викса. Здраво на сите дечки, јас сум Викса од ПСИО, ровер. Роверската програма на СИМ мислам дека е непостоечка. Нели ние имаме напишано и се тоа и програмата јас имам прочитано и ми се допаѓа премногу, се е супер осмислено и направено, но тоа не е имплементирано. Не е имплементирано од страна на роверите, на одредите од страна на СИМ. Супер би било дека ако ние самите можеме, не е тоа ништо тешко да покренеме иницијатива, такво нешто да се направи, но роверите да ги наречеме моторот на еден одред, како што би го кажал тоа Иван, бидејќи некој од одредите највозрастната група на луѓе кои што имаат се ровери, и тоа најстарите единици се до 20-24 години. Тоа значи дека целиот терет на еден одред, значи сите организацијски, логистички работи, све паѓа на нивни рамења, така. Не секогаш мислам дека дури роверите може да организираат програма за сите, активности, логистика и така натаму и да организираат програми за самите себе си. Затоа сметам дека треба да се направи некој тим од ровери, мрежа на ровери кои што ќе работат на оваа програма, ќе направат програмата за себе и за останатите ровери од Сојузот на изници на Македонија и исто така ќе имплементираат. Од друга страна, мислам не сакам неблагодарно да звучам, бидејќи Сојузот на изници на Македонија прави многу добра работа во наградувањето на своите ровери и волонтери
често пати идеме нели на размени, мислам дека секој ровер кој што е активен барем еднаш присуствувал на една интернационално патување некаде. Но овие патувања кои што ги споменавме претходно како МУТ, Роверве и така натаму, мислам дека се многу недостапни за нашите ровери. Тоа се патувања кои што чинат многу пари и најчесто на тие патувања присуствуваат ровери кои што доаѓаат, не знам да речеме, од привилегирани семејства и можеби не се толку активни во сојузот како волонтери или како ровери воопшто во одредите на никој начин, биле некогаш и присуствуваат на тие прекул настани, значи немам попофални зборови, сум присуствувал на ровере заедно со Иван и предобро се поминавме, за секогаш ќе паметам, но бевме само четворица од Македонија и тоа беше тоа. Затоа мислам дека треба многу да се посвети внимание како овие патувања би се направиле попристапни за сите ровери, бидејќи да си ровер значи дека имаш од 18 до 29 години, сигурно си на факултет, ако не си на факултет или си завршил работиш и своето време останато го посветуваш на извидници, така што дали финансиски не можеш да си дозволиш, дали временски, бидејќи работиш и имаш толку слободни денови и сакаш да ги потрошиш за одмор. Едноставно мислам дека треба малку повеќе да се обрне внимание на како би можеле ние да си дозволиме такви настани, да се направи нешто како што рече Иван фандрейзинг, каде што ќе собираме пари на некој начин за одредена група на ровери кои што биле најзаслужни, најмногу волонтирале таа година или на било кој начин биле најактивни во сојузот, би можеле да се дозволат да отидат на нешто такво кул патување. Мислам дека тоа е тоа што имам да го кажам. Супер, Викса, фала ти на коментарите. Иначе самата програма кога се правеше беше направена така да биде да може роверот сам да ја тера без многу од сојузот да има посебни активности планирани, туку самите ровери да ги реализираат, ама според тоа што го гледаме и што ни се покаже дека тоа кај нас не функционира баш и дека навистина ни треба можеби некој тим или од канцеларијата или било кој некој постар што ќе ги бутка малку овие работи за да тргне работата. Ја верувам дека кога ќе тргне после тоа и повеќе ќе се инспирираат и посветуваат повеќе луѓе. Океј, фала ти многу, Викса. Запишав се што кажа. Друг некој да каже свое мислење и коментар? Тица Криварак. Ајде, Тица. Ја не знам. Тамане. Ајде, Тица. Здраво, дечки. Јане Плавевски, меѓународен комесар на Сојуз на извидници Македонија, но и активен волонтер и поддржувач на сите млади кои што сакаат да работат и сакаат да ја подобрат ситуацијата на извидници во Македонија. Прво благодарам на сите говорници, фала на што го водиш сето ова. Сите мислења ги цениме кои што дојдоа денеска, мислам дека ќе ни бидат потребни на сите при ајде да кажеме креирање на новата стратегија како и адаптацијата на програмата. Она што го слушнав и Виктор, мислам слушам и доста мислења одоколу поврзани со програмите кои што ги имаме. Имаме програми буквално за сите категории кои што се изработени, ајде да кажам прилично свежо пред 3 до 5 години. Со тоа што она што морам да го кажам е дека тоа што биле изработени од 3 до 5 години не значи дека треба да останат како што се. Програма како програма, особено во динамични времења, треба да трпи, ајде да кажеме, адаптации и измени во период од 2 до 3 години се со цел да се стават активности кои што се, ајде да кажеме, модерни и попримамливи за младите. Не викам цела промена на програмата, него мали работи. Конкретно за роверската програма искрено многу ми се допаѓа. Од таа што има моментално на Сојуз на извидници Македонија, не дека нешто бев премногу инволвиран, но ја знам како изгледа и го знам мислењето дека роверите треба сами да си ги изведуваат активностите. И она што не се согласувам е дека програмата не функционира поради Сојузот на извидници Македонија или било кој друг. Апсолутно не е точно. Значи, роверите се млади луѓе кои што треба да превземат одговорност и се моторот на одредот. Значи, ако они не се сами мотиваторите и оние кои што го движат одредот, нема кој да им ја реализира на нив
таа програма, особено бидејќи се во години каде што или се водачи или сакаат да реализираат одредени активности. Така што дека треба да се очекува од некој друг да им ја реализира таа програма и да им ја спрема, сметам дека не. Поддржувам тим кој што би работел на програма, особено на роверска програма, но тој тим не може да ги организира сите активности на роверите. И чисто знаеме дека голем дел од активностите кои што се поврзани со извинички акции и кампови се токму наменети за роверите, кои што ги организира секој одред посебно. Дополнителен тим, не го гледам бенефитот, освен што ќе ја следи ситуацијата и ќе дава апдейт на програмата или ќе ги мотивира тие ровери или ќе работи на комуникација и така натаму. Но не може да креира конкретни активности секоја недела, секој месец за ровери. Што се однесува до меѓународните активности, особено тие што се во странство, точно се апсолутно скапи, но не се недостапни. Верувате дека роверите во други земји, особено земји од регионот, идат многу повеќе од колку што идеме ние. И тука има еден многу битен факт зашто е тоа така. Тоа е така поради тоа што штедат неколку години. Штедат секој месец, работат summer jobs и така натаму. Значи сами себе се обидуваат да соберат пари, прават fundraising и така натаму. Како Сојуз на извиници на Македонија имаме многу, ајде да кажеме, потешка задача да ги собереме ние тие пари и да ги пратиме роверите. Всушност е неблагодарно да се очекува најголемиот дел од средства да се соберат преку Сојузот. Роверите за тие меѓународни активности, како и други сите активности кои што идат за време на лето, гледате колку често доаѓаат и кај нас и французи, белгици, не знам, англичани за Explorer Belt и така натаму. Тие работи они ги собираат со години, работат летни работи. Се обидовме да направиме нешто такво за Европското джембори пред 2 години. И ајде да кажеме, имавме и определено водач, пуштивме и неколку комуникации, но никој не пројави заинтересираност да се пријави на време и во период од 2 години да дава, да кажеме, по 50 евра месечно или по 20 евра месечно. Значи тоа е сосема доволно да се соберат средства за 2 години некој да има. Значи за тие активности е потребно планирање со време. Све е достапно, само на време и да се насочиме како што треба. Ако посебно сметаме дека тие активности се недостапни, има доста активности во регионов и во Србија, и во Босна, и во Хрватска, и дури и во Грција, и каде уште не, кои што се за многу по-достапни средства. Сојузот може да помогне да направи контакти, но роверите, како најодговорни во одредите и моторот, како што кажувате, се тие што се одговорни да ги организираат овие работи. Така да, она што ми бил заклучокот е дека треба малку да се земат и роверите на свој грб и да земат одговорноста кај нив, а сите останати нормално да ги поддржиме до мера каде што треба да ги поддржиме. Толку. Јане, може само да дополнам уште нешто, Дона ме поттикна сега што го зборуваш. Кога зборувате за колку тоа пари ние треба да платиме за некој да одиме, само да ви кажам дека постојат 4 категории во Светската скаутска организација. И во тие 4 категории според GDP е сместена секоја земја членка во Светската скаутска организација. Ние не ја плаќаме истата котизација за учество како што ја плаќаат европски земји кои имаат малку повисок стандард. И за нас и тоа е многу скапо, но она што преска го зборувавме и Иван го кажа, Алекс го потврди, Ана неколку пати. Значи, ниту еден евроцент што вие ќе го платите за да учествувате некаде, нема да ви биде залуден. Токму од целата замислена програма која е за вас, ставена таму. Преска ви кажав дека ако учествувате 10 дена на некаква меѓународна активност, првите 5 дена шетате низ таа земја во меѓународни патроли, тоа е се организирано за вас. Втората половина доаѓате во камп, повторно со програма, каде што можете и другите патроли кои не сте ги виделе во оние први 5 дена. И сами знаете дека нема време за спиење. И навистина, не сакам да звучам сега како туристички аранжман да ви нудам овде,
Но она што го спомена Јане, инвестирањето секоја година по одредена сума на пари, ако сакате да отпатувате некаде, е едно од најдобрите штедења на финанси. Сојузот на извидници на Македонија има пратено многу своји извидници на многу меѓународни настани. Често пати добиваме поддршка од Светската скаутска организација, парична поддршка. Многу често се случува да Сојузот на извидници на Македонија преку своји приватни врски издействува кај домакините кои го организираат настанот да ни дадат уште поголем попуст. Затоа не се обесхрабрувајте да се пријавите и навистина да отидете на некој од меѓународните настани. Фала. Фала, Јулија, сега од приеска крива рака Ана, така да ќе дадеме збор. Ана, можеш сама да се анмјутиш? Да. Добро, повели. Фала ви. Здраво на сите. Би сакала прво кратко да искоментирам за роверската програма и се согласувам со Викса и со Јане дека и јас имам прочитано програмата и супер ми се чини. Супер ми е скоцкана, има многу интересни активности, многу убави работи што може да се понуда на роверите. Мислам дека е еден мал проблем или предизвик тоа што нашата роверска програма, мислам дека не ја знаат доволно ровери во Македонија. Мислам дека треба понатаму повеќе да се испромовира за повеќе од роверите биде свесни дека уствари такво нешто им е понудено нив. Доста од нив ја има и во одредите, ма па и ретко кој ја има прочитано и се има заинтересирано нешто повеќе за програмата. Тоа сакав да кажам за програмата, а инаку за настаните би сакала да кажам дека земајќи го пример од странските извидници кои што идат во Македонија, особено французите се почести. Мислам дека е супер практика да собираме пари со некои ајде да кажем пообични активности. Извидниците во светот познати се по продавање на колачиња и тоа е скроз супер активно за да собериш некоја одредена сума на пари. Нормално дека од продавање на колачиња не можеш да ја собериш целата сума на пари за да си ја платиш котизацијата и патисето и сите тие трошоци. Ама доколку го направиш тоа неколку пати во месецо или не знам неколку пати во годината, може добра сума да собериш, барем некој дел од трошоците да ги покриеш, да си покриеш некои не знам трошоци за опрема и слично. Ова го кажувам затоа што имам јас искуство, еве Селина е тука, мислам дека може да потврди, продавав колачина за Црвен крстен на време и супер одеа, значи како алва. Многу брзо се продаваја и тоа е тоа. Сепак и јас мислам дека не е исто да одиш негде на одмор, на море или каде што само ќе одмараш и на некој извиднички настан и искуството што ќе го добиеш од едното и од другото е навистина различно. И не знам, ете јас сум била на некои интернационални настани, од кои едната беше Агората и ми е омиленото извидничко искуство. Не сум била до сега на некои поголеми, освен на нашата смотра. И не знам, мислам некако исполнето се чувствував на тие настани со моите врсници, дека можам да споделам мислења, да видам како тие ги прават работите во нивните сојузи, како ние ги правиме. И се роди една идеја кај нас, ние што бевме учесници на Агората минатата година, учесниците од пред 2 години, направивме еден план за национална агора и се надаваме дека може би во наредниве години ќе се направи таков некој настан за ровери кај нас. И тоа е тоа. И би сакала да спомнам за Европската смотра во Полска, дека ќе има повторна регистрација и мислам дека и тоа ќе биде супер настан за да се посети. Тоа е тоа од мене. Фала ви.
Ала ти, Ана. Бува вака сте што имаме различни мислења, некои се согласуваме, до некаде некои можеби не толку, ама тоа е продуктивно, така да мислам дека би можеле да дојдеме до некакви заеднички планови наскоро. Сега би сакала да го замолам Алекс да спомне уште нешто за еден многу важен дел за роверите кој што го изоставивме да го спомнеме. Alex, can you continue now? Yeah, so I want to go back to your question earlier about like what do rovers in America seek to achieve as far as an award, and that's actually Wood Badge. Because one, Wood Badge is a international program. Even though each country do it differently, it follows a foundation that the World Scouting has provided. So when you have Wood Badge and you go to these international events, other rovers will also have achieved Wood Badge within their country. And here in the U.S., Wood Badge is actually it's almost as well known as being an Eagle Scout, especially in the working world, because getting a Wood Badge is like getting a MBA, which is a Master in Business Administration, but for scouting, right? Because you not only learn to communicate, plan, and work together, but you learn intense project planning, and you learn like key foundations of scouting that is very important to the scouting movement. And that's what is the best time to learn that is during the rover age, between the age of 18 all the way to the age of 29. That's the best time to learn it, because you're open to learning these experiences and you're giving the opportunity to execute projects for your association. So I really do recommend for you guys to do Wood Badge if you have the opportunity, but not only do Wood Badge inside your country, but take advantage to do Wood Badge over in the UK at Gilwell, because you're also able to do that kind of training as well. Okay, so you guys have any questions regarding Wood Badge, just let me know. Thank you, Alex. Wood Badge е уште една работа, односно обуките кои што се многу важен дел во роверското искуство, да го речеме, на извидниците, така да и тоа е еден дел што би требало да биде опфатен со оваа програма, или можеби тој спаѓа повеќе во делот за обука на кадри, ама сепак е важен дел од животот, да речеме, на еден ровер. Има ли уште некој нешто да каже? Нешто интересно во врска со неговото искуство? Додека некој се сети што сака да каже, јас би сакала на она што го спомена Ана, ако не се лажам се викаше Ана. Значи, ова е кампот преска што го споменавме на светскиот мут на Исланд. Само да видите, значи, каде бевме. Не е за фалење толку колку што сакав, само да ви покажам дека е неверојатно искуство. Значи, ретко ќе можете да отидете со поповолна цена и да бидете таму обкружени со 4000 извидници. Ана спомена за продавање на колачиња, така? И сега јас би сакала само да кажам, кога некој вели колачињата можат да направат некаков обрт на средства, само едно мало подсетување. Girl Scouts од Соединетите Американски држави, женските извиднички, знаете, тоа и во сите филмови стои и се, не е правам сега реклама за нив, туку сакам да кажам дека сите активности кои сакате да ги смислите за прибирање на финансиски средства, тоа е една посебна категорија во која може Сојузот да ви помогне, или така наречен fundraising, треба да го прилагодите на начинот на размислување и донирање на луѓето што се кај нас. И кога кажа Ана, може да се соберат пари, ама не толку пари, јас сакам само да ви кажам дека има еден интересен податок и затоа и ви го отворив ова како веб страна. Нивните колачи се пакувани, брендирани, ги продаваат. Алекс тоа може да го потврди како изгледа. Тој припаѓа на Boy Scouts of America, ама точно знае како девојчињата продаваат таму. И во 2019 година имаат заработено, верувале или не, 800 милиони
долари само на продавање на колачиња. Еве ви, ова ви е податокот што го гледате екранот кој ми е пред мене? Не? Не, World Scout Mood. Sorry. Stop share, сега ќе ви направам. Моја грешка, јас мислам дека го гледате, а јас уште си зборувам и викам, зашто не реагираат? Значи, пресмешно. Извинете. Значи, се враќам назад на оно што сакав да ви го кажам. Пошто работам на еден многу мал скрин, сега ќе ви покажам. Сега гледате сигурно. Така? Да. Добро. Тоа е. Значи, оно што ви го кажав, ова е, можам да ви пуштам во линк, за уште една мала подсетување сите вечерва кои се на овој повик во чет, веќе ви ги пратив сите линкови за кои зборував и еве ги кутиите кои се пакувани и брендирани колачињата, девојчињата кои продаваат и еве го и податокот. Велат дека женските извиднички кои продаваат колачиња во минатата година имаат заработено 800 милиони долари. И тоа е тоа. Значи, се зависи како вие ќе го представите вашиот производ и зашто ви требаат средствата. Верувам дека затоа што доаѓам исто организација која е хуманитарна и прибира за различни основи финансиски средства, би можела и јас и луѓето кои се во Сојузот да ви помогнат доколку навистина сакате да отпатувате некаде, да најдеме сите начин како да направиме добра математика. Јане би го тука би му кажала фала уште еднаш кај што спомена, значи не можете да очекувате да се пријавите 2 месеци пред настан и да очекувате некаква голема поддршка, значи тоа е сепак настани кои, како што гледате, се планираат 4 години однапред и мислам дека за 4 години можат да се соберат соодветни средства да патуваме. Фала, Ана, многу. Фала, Јуле, за споделените информации. Ајде, има ли некоја идеја нешто да каже што мисли дека би требало да биде дел од програмата на СИМ? Од роверската програма? Дали има некоја идеја, нешто што сте виделе во странство или на интернет, или од ваше лично искуство ви изгледа како нешто интересно што може да се спроведе со сите ровери? Можете сами да се анмјутнете и слободно кажете, и така нема многу луѓе. Што ви збореле? Јас би сакала да кажам нешто. Значи вака, деновиве јас ја прочитав програмата Компас, особено делот кај за роверите што се испланирано. И мислам дека таа програма е супер, само се надевам дека ќе почнеме вистински онака да практикуваме со седаловите за модули што ги разбрав од прилика дека би требало како да се мисли роверите кои што ќе треба да ги исполнуваат во текот на една или повеќе години. За сега мислам нешто што најмногу можеме да направиме да обезбедиме некаква програма за роверите во Македонија што стварно ќе биде кул, интересна, адреналинска, сите тие работи Иван што ги наведе, бидејќи реално сигурно помеѓу нас има извидници кои што можеби и нема да отидат на некоја интернационална активност, меѓутоа тоа не значи дека Сојузот не треба да ја понуди истата таква програма на тие ровери. И затоа би сакала малку и да кажам нешто од тоа Јане што го спомна. Јане смета дека не треба да биде се на теретот на Сојузни извидници на Македонија и се согласувам. Мислам, нормално секој ровер треба самиот да се гура таа некоја програма, таа некоја мисија што ќе треба да ја спроведе, меѓутоа за почеток сметам дека треба да има некаков тим на ровери или тим на волонтери кои што во најмала рака ета барем мониторинг ќе вршат, односно ќе гледаат што до каде стигнале роверите, како им иде, како работат, како функционираат и така натаму, бидејќи според мене да, мислам секој извидник треба да биде само иницијативен, меѓутоа за жал мислам дека иницијативноста која што некои луѓе ја имаат е само доблест и мислам дека не е тоа нешто што може кај секој да се најде.
Исто така не мислам дека доколку некој не покаже иницијатива, значи дека не е заинтересиран. Значи јас сум сигурна дека има многу луѓе кои што се заинтересирани да донесат некаква идеја, да направат нешто, меѓутоа ета не гледаат начин како тоа да го искажат. Така што на почетокот кога ќе се прави нели стратегијата и понатаму ако се оформува некоја асална убава роварска програма која што сите одреди во сојузот ќе ја практикуваат, сметам дека треба да има еден тим кој што ќе служи тука барем како потпора на некој начин. Фала, Срна. Не знам колку одговорив на темата, ама така нешто што си мислев. Да. Си кажав. Баш убаво си кажа лично мислење. Јас го делам твоето мислење. Значи, барем за почеток треба некој мал пуш да се направи за да тргне работата. Како и да ја на почетокот кажав дека оваа група на ровери се премногу различни луѓе и не секој ќе може секогаш да се вклучува во сите работи, но кога ќе имам, да речеме, во текот на годината некои си 5 активности што ќе бидат подготвени, да речеме, од тој тим, ќе верувам дека ќе се вклучат многу повеќе од роверите. Океј, некој друг нешто да каже или ќе може да привршуваме? Слободно, не се срамете. Ана, јас само да ти реплицирам во врска со активностите на СИМ за ровери. Ајде. Сега да не испадам цело време го бранам СИМ, апсолутно знам кои ни се недостатоците и што треба да работиме, но имаме ние програма за ровери која што ја спроведуваме и која што даваме одредени активности. Испомнам Авантура на планина, како една активност имаше и активност за мислам за веслање за порачани и плюс имаме меѓународен форум на ровери кој што исто се вклучуваат луѓе кои што се од Сојузна единица Македонија, кои што прават меѓународна размена со други сојузи за да ја креираат таа активност. Така да има, не се можеби премногу, но ги има. Така да, она што сакам да го размисли овој тим кој што се иницијативата и апсолутно поддржувам да има тим, но тимот нека размисли во каква форма сака да работи. Дали сака да работи на активности и да креира една роверска активност секоја месец за сите ровери во Македонија, или од друга страна, како што вика Срна, да ја мониторира работата на роверите низ одредите. Моje мислење би било дека да, треба Сојузот да има 2, 3, 5 активности годишно, но не треба целосно да зависат одредите и роверите од тој тип. Зошто? Прво, бидејќи е неодржливо, бидејќи тој тим од 5, 6, 7 луѓе искрено не може вечно да работи и да функционира и мотивацијата и работните обврски си го имаат уделот свој. Така да многу е тешко кога се работи нешто континуирано 12 месеци цело време. А од другата страна може да им ја намали и да ги внесе во преголема комфорт зона останатите ровери, кои што знаеме дека се спремни и знаеме дека имаат капацитет и они да организираат такви работи. Така да од една страна им го леснуваме животот, но од друга страна ги внесуваме у комфорт зона, во незаинтересираност и ги ускатуваме од нешто што би можеле и они сами да го направат, да го искажат својот потенцијал и така натаму. Така да роверски тим апсолутно со тоа што треба да се дефинира која ќе му биде целта. Фала, Јане. Уште една работа поврзана со ова и ти што го кажа. Си останувам на мислењето дека Сојузот, односно тој тим треба да организира неколку активности, нормално не може да ја спроведе целата програма, но една друга работа што ни фали исто така врска со програмата е нејзината промоција. Значи, еве и тука на почетокот кога прашав колку од луѓето ја знаат, ја прочитале, тоа беше многу мал процент. Но самата програма, делот конкретно што е за личните мисии, тоа е замислен и да се реализирани секакви други активности. Не значи дека 20 ровери треба да се соберат и да ги реализираат тие лични мисии, односно да работат на личен развој на тие 6 теми што се таму наведени. Не, значи некој има, како да кажам, не е се црно или бело во програмата. Така да има некои работи што повторно би можело да се тераат на лична основа, со тоа што промоцијата е важна, символиката исто така и наградувањето. Го имаме и годишниот проект што е ставен во таа програма. Не знам кој како го валоризираат, односно го вреднува. Можеби многу од нашите извидници прават некакви проекти за своите одреди за заедницата, ама тоа не е така истакнато.
Така да мислам дека тоа што исто така ни недостасува, освен можеби други работи што ги кажавте, и промоција конкретно на самата програма. И тоа уствари и за другите категории, не само за роверската програма, ама сите сакаме да бидеме кул, сакаме да бидеме видени, така да мора малце и на тој аспект да поработиме, веќе кога би ја ревидирале, да речеме, да ставиме малце акценти на тој дел. А не, ова е одлична најава за трибината наредна недела за имиджот на извидничност и комуникација, каде што ќе може да ја дискутираме и да ја отвориме темава на кој начин треба да ги промовираме програмите, комуницираме програмите, дали се адаптабилни за нашите категории, дали можеби се многу текст, можеби младите конзумираат контентот и се образуваат на друг начин, така да супер момент за наредна недела. Супер. Уште некој нешто да каже? Што мислите да додадеме? Нешто да смениме? Ако нема, тогаш би привршувале со оваа трибина. Им благодарам на сите што учествуваа, што дадоа свој придонес и свој поглед на работите. Јас би сакала многу ова да не заврши само со овој муабет, да го речам тука, туку да направиме нешто малку понапред од ова што сме сега. Односно, би сакала Иван да го поканам како еден од луѓето што беше како гостин на оваа трибина и он малце повеќе да ги каже некој од идните чекори или да иницира нешто. Прво што би кажал и би предложил е да се направи таа мрежа на сите ровери, односно да се направи некоја група на Facebook или било што, кај што сите би биле ставени во тоа. И најпросто би кажал, пример, Галеби, пример, Срна ќе организира некој си евент следен викенд и ќе пише у групата и кој е за и сите може да се пријават таму. Може тоа да биде најлесна комуникација за било која активност, било која идна активност што ќе се реализира од извидници. Пример некој дадов. Да. Супер, мене ова ми се допаѓа. Сега не знам која е социјалната мрежа која што вие највише ја користите и би можела да се искористи за нешто вакво, ама да речеме ако е Facebook или ако грешам, ве молам поправете ме, пишете во чет или земете збор да кажете. Предлагам Иван да барем од луѓето што се тука, да ја формираме уште сега таа група едноставно и да не се случи дека нова програма ќе имаме или слично, барем ќе ни остане за комуникација и тоа што го каже и он, Срна ќе сподели настан за Галеб, па ќе може да се приклучите и слично. Така да, Иван, ќе можеш тоа да го направиш? Да, јас да креирам групата? Да, тоа, да. Добро, ќе ја креирам и во истиот чат да ја пратам или поединечно? Па, мислам дека тука ќе завршиме. Да, може поединечно да се прати по секој одред и сите ровери од тој одред може да џоинат групата. Да, мислам дека така би било најдобро. Океј, тогаш можеме да завршиме. Фала уште еднаш на сите што присуствувате. Траевме малку подолго од колку што беше планирано. Се надам дека ви беше забавно, дека извлековме некои поенти што во иднина ќе ги имплементираме. Да не должам повеќе, имајте убава вечер, па се гледаме во групата, постирајте нешто, може и да е нешто интересно. Битно е да комуницираме. Очекуваме нареден викенд нешто да се организира. Да. Вака онлайн или наскоро и во живо. Океј, чао дечки!